Добар ден, ученици, и добре дојдовте во училница. Моето име е Валентина Ангеловска и јас сум наставничка во Основното училиште Антон Закоча Јупи, село Отле, општина Липково. Овој час по македонски јазик е наменет за учениците со настава на албански јазик од 9-тите оделенија. Нашата денешна наставна единица е обработка, односно анализа на песната Улица од поетот Васе Тодоров Шлеговец. Потребен материјал за реализација на овој час ви е учебник по македонски јазик, тетрадка и пенкала. Како што кажавме, денешнава наставна единица е обработка, анализа на песната Улица. Цели кои треба да се постигнат на овој час се: ученикот да се оспособува за основна анализа на поетско дело, да открива поетски слики во лирска песна, да го збогати своето знаење со разните занаети, да развијат љубов кон работата и да го вреднуваат и почитуваат трудот. Вашите книги отворете ги на страна број 12, таму ќе ја најдете песната Улица. Слушајте ме внимателно, а истовремено пратете ја песната во вашата книга. Улица. Улица со дрвени дуќани, толку простор што зафатила, само дедовците би знаеле колку лета испратила. Звездена ноќ. Улицата сонува. Ретки чекорења глуво одзвонуваат, додека мајсторите дома сонуваат. Излозите тонат во длабок сон, а на едно дуќанче фирма кројачки салон. Тивко е. Се лизга ветер по калдрмата до салонот. На покривот негов ки се качи и повторно ки слезе. На вратата текст: затворено, а ветрето сака да влезе. Се надевам дека ви се допадна песната. Сега во вашите тетрадки запишете си анализа на песната Улица. Како што знаете, најпрвин ќе направиме анализа на структурата на песната, да видиме од колку строфи е составена, колку стиха има секоја строфа, дали песната има рима, а потоа и ќе го одредиме мотивот и ќе разговараме за содржината на песната. Оваа видео можете да го стопирате, додека идат прашањата, вие одговарајте ги, а потоа проверете ги одговорите откако ќе го пуштите видео. Најпрвин би ве запрашала од колку строфи е составена песната. Нормално, сите видовте дека песната е составена од 4 строфи. Колку стиха има секоја строфа? Внимателно разгледајте ги стиховите и запишете секоја строфа од колку стихови е составена. Како што можевте да забележите, првата и втората строфа имаат по 4 стиха, третата строфа има 3 стиха, а четвртата строфа има 8 стиха. Тука би сакала да ве потсетам дека оваа песна спаѓа во хетерострофни песни, односно песни кои имаат различен број на стихови. Верувам дека знаете, бидејќи од порано учевме што се хетерострофни песни, меѓутоа кој заборавил, можете слободно ова да си го запишете и во иднина да го прочитате кога ќе ви биде потребно. Да разгледаме дали во песната има рима. Ако внимателно разгледавте, ќе видите дека во првата строфа има рима, тоа е зафатила и спратила. Во третата строфа имаме рима, сон, салон, и во четвртата строфа слезе, влезе. Да преминеме на содржинскиот дел на песната. Каква е песната според содржина и кој е мотивот на песната? Слободно запишете дека песната е авторско-лирска, главен мотив во неа е занаетчиството и носталгијата по минатото. Тука малку сакам да ви објаснам дека гласот на авторот е присутен во сите строфи.
Преку зборот ветер е дадено авторското присуство. Тоа е ветерот кој тропа од врата на врата, кој се качува по керамидите и сака да влезе во секое дуќанче. Но на таблата на која пишува затворено, всушност авторот го најавува затварањето на малите дуќанчиња и постепено изумирање на занаетите. Затоа и таа носталгија која се преплетува низ стиховите во песната. Сигурно додека ви ја читав песната, почувствувавте некоја тага, а таа тага е токму носталгијата на поетот по изумирање на занаетите. Како што гледате на екранот сега, да ги одредиме поетските слики. Оваа песна има 4 поетски слики. Првата поетска слика ни ја дава улицата со дрвени дуќани и за неа само дедовците би знаеле да раскажуваат. Втората поетска слика е улица ноќе, во која се слушаат ретки чекори, а мајсторите дома сонуваат додека спеат. Третата поетска слика е еден излог на кој пишува кројачки дуќан. И последната поетска слика, односно слика за четвртата строфа, е ветерот кој сака да влезе во затворениот дуќан. Со ова овдека го завршуваме овој час, а за домашна работа би сакала да размислете кои занаети на вас ви се познати и да одберете еден занает кој за вас е најинтересен, со неколку реченици да го опишете. Ви благодарам на вниманието и се слушаме во некоја наредна прилика.